Ден ни 1 мај се своевидна најава за тоа каква туристичка сезона ќе имаме. Ако беа исполнети хотелските капацитети, можеме ли да се надеваме на добра 2024 летна сезона? Одговори бараме од универзитетскиот професор Љупчо Јаневски. Добро утро, Љупчо, и добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро е најдов. Ако ги земеме сите бројки и статистики до сега во однос на исполнетоста на хотелските капацитети, можеме да очекуваме добра летна сезона? Сезоната ќе биде добра, ќе имаме раст на туристите. Ова значи е потврда дека се работело порано добро. Всушност туризмот знаеме дека промоцијата, поддршката, одредени чекори, но и одредени стратешки сегменти се повлекуваат многу порано, се со цел за да се дојде до овие пикови кои што ги имаме во сезоната, односно сезона која што ќе започне негде во средината на април и ќе заврши некаде во длабоко во октомври. Тоа треба да се случува во Охрид. Тоа што се случува во моментот во Охрид е дури и за мене неочекувана гужва, но велам гужва, бидејќи имаме поголем број на посети од Албанија и дневни тури кои што, освен фактот што создаваат квантитет, понекогаш овозможуваат и подобра атмосфера во самото туристичко место, но ако ги споредиме бројот на ноќевањата со 2023 година и она што го очекуваме, сметам дека веќе со вториот квартал и со третиот квартал ги имаме појасни бројките за 2024 година. Најавуваме нова летна сезона, но имаме стари проблеми. Како ќе ги угостиме сите овие туристи, и домашни и странски, ако немаме работници? Имаме и од Непал и од Индија работна сила која што е продуктивна, но не знае нешто многу јазик и тешко се разбира со туристите. И сега што ќе правиме, а долга е сезоната? Пред се треба да си поставиме неколку прашања. Дали сакаме во традиционален македонски ресторан да не служи, например, филипинец? Јас немам никаков проблем, но тој човек, освен англискиот јазик, не го знае никој друг. И тогаш велиме што е тоа традиционално веќе во таа дестинација, кога веќе и човечките ресурси ќе се изменат во некои одредени клучни сегменти. Ние не треба да очекуваме нешто многу од странските туристи, туку основата која што треба да ја понудат, но треба да бидат добро воведени во работните места. Ако ги немаме протоколите, ако ги немаме сертифицирањата и ако немаме кој добро да ги воведе во работните процеси, тогаш ние што всушност сме создале? Сме создали уште еден проблем, бидејќи тој работник од било каде нема да биде продуктивен, па дури и нема да биде, ако биде исто така домашен. Велиме дека увозот на работната сила нема да ги реши проблеми. Проблемите само ќе ги одолжи. Ние требаме да создаваме кадри на клучните места и нови генерации кои што ќе воведуваат нови практики во менаџирањето, но и во поставувањето и во би кажал во кариерниот развој на сите останати во самите компании. Тоа е нешто во кое што ние треба да се фокусираме. Туризмот е, по мене, чиста услуга, околу 70 до 80% е домашен извоз. Тој во последните 5 години покажа дека може. Имаме добри експерти кои што покажа исто така дека може да го постават туризмот и да го подигнат на ниво веќе на министерство. И доста сум задоволен со фактот дека новата влада ќе имаме најавено Министерство за култура и туризам, односно ќе треба да имаме ново реархитектурирање во туристичката индустрија, односно да почнеме од ново со создавање на destination management организации и се понатаму, за да можеме веќе во наредните 5 до 10 години да планираме да имаме се поголем број на професионалци во туризмот. Во кој сегмент најмногу ќе ја улесни работата Министерството за туризам? Зошто ни е најнеопходно? Најнеопходно ни е во законската легислатива, бидејќи во последните неколку години ние, покрај тоа што работиме само со оперативни планови и со годишни стратешки планирања кои што ги развлекуваме да влијаат во 3 години, треба да ја даде јасната слика со долгорочна стратегија во туризмот која што ни недостасува. Да подсетиме дека последната која што е подготвена е некаде веќе во далечната 2015 година, со важност до 2020 или 2021 година. Но туризмот, како и светската економија, влезе во еден друг вртлок, што се нарече корона,
SARS-CoV-19, кој што треба да биде позади нас, но да ги искористиме сите оние слаби точки. Потребно е создавање на destination management организации, бидејќи на локал не функционираме добро, создавање на туристички инспекции, туристичка полиција, нов закон за туристичка дејност и можност со стратегијата да привлечеме поголем број на инвеститори, односно поголеми светски брендови во нашите туристички центри. За квалитетот на понудата постојано зборуваме. Мора да признаеме дека имаме поместување и унапредување на темата, но се чини недоволно. Сега фокусот со наредно прашање сакам да го ставиме на Охрид како најголем и можеби најфункционален туристички центар. Граѓаните велат дека се уште има разлика помеѓу очекувањата и она што го добиваат на местото. Охрид треба да биде прв туристички центар во Македонија. Скопје си е бизнис центар кој што функционира 12 месеци, но ние треба да создадеме и останатите центри да почнат се повеќе и повеќе да живеат со туризмот. Не требаме да ги занемаруваме или да се фокусираме во инвестиции на вистински начин. Ако треба самите да одговориме колку Охрид може да издржи туристи. Колку треба да го постигне пикот со своите моментални сместувачки капацитети. Ми представува задоволство што веќе има неколку најавени нови сместувачки капацитети кои што ќе ги подигнат нормите во хотелиерството и се надевам дека ќе успееме да имаме поголем број на стручни кадри кои што понатаму ќе го издигнат квалитетот и ќе влијаат позитивно во останатите сместувачки капацитети, но и во гостителски објекти. Но да не ги заборавиме и другите места кои што многу влијаат и треба да Охрид да влие. Па велиме, јас во последно време дури и слушнав некои одредени изјави дека масовниот туризам може да биде одржлив. Значи, масовниот туризам не може да биде одржлив пред се во место кое што е под УНЕСКО. Но, под одредени услови, ние тогаш ќе требаме да го вратиме назад, а тоа ќе имаме многу голем притисок од инвеститорите и од приватниот сектор. Значи, ние треба да ја стабилизираме понудата во Охрид, да ги исполниме капацитетите 70 до 80% во текот на целата година. На тој начин ќе овозможиме да не имаме што помал број на сезонски работници, а одржливоста на дестинацијата да ја балансираме и да не дозволуваме Охрид и Македонија да го губи, би кажал, да ја изгуби конкурентската предност која што имаше не само во рамките на отворениот Балкан, туку и во регионот. И споменавте во неколку навради, Охрид треба да биде најголем, но не треба да биде единствен туристички центар, за што се согласувам со вас. Меѓутоа, кога ќе ги видиме останатите туристички центри кои имаат апсолутно потенцијал, ќе забележиме дека имаат минимални инвестиции и генерално се сведува се на скромно инвестирање кое се базира на индивидуален ентузијазам. Каде ние ќе требаме да го бараме развојот на македонскиот туризам? Всушност треба да го развиваме повеќе во руралните делови. Но за тоа да се случи ние се потребни сериозни инвестиции пред се од државата. Државата и државната политика треба да се фокусира повеќе, односно да го издигне туризмот и гостителството на едно повисоко ниво. Тоа треба да се случи, тоа се очекува од Министерството за култура и туризам. Всушност, ако сакаме да развиваме рурален туризам, треба и да вложуваме во руралниот туризам. Во последните неколку месеци учествував на неколку светски настани на кои што се зборува многу, не само од страна на Европа, туку и од страна на регионот. Еве, Хрватска до 2030 година ќе вложи 350 милиони евра во развој на руралниот туризам. Не ни е потребно толку, но ни е потребно да почнеме да размислуваме, да почнеме да развиваме, да инвестираме. Последната стратегија за рурален туризам заврши во 2017 година. Од тогаш зборуваме дека ни е потребно. Треба не само на декларативно да заклучуваме дека тоа ни е потребно, туку треба вистински да вложуваме се до еден момент додека не ни заживеат нашите рурални средини и села на вистински начин, онаков каков што треба. Ни престои, се надеваме успешна летна туристичка сезона, но со многу предизвици и проблеми. Еден од проблемите на кои што постојано апелираат изминатиот период туристичките водичи е непочитувањето на нивното право и нивниот ангажман. Ќе ни кажете сега вие тука каков е вашиот впечаток, кој е тука во право? Меѓутоа велат дека се игра многу спротивно на правилата. Ние правилата ги имаме, но некој треба да ги спроведува. Ако немаме туристички инспекции, ако немаме туристичка полиција, ако градот Скопје има неколку
неколку инспектори, и ако вкупно во нашата држава имаме една рака туристички инспектори, имаме голем простор за злоупотребување. Овој проблем не е од сега. Како да се воведе ред тогаш? Треба не само да се зборува, туку еве, нека искочат туристичките водичи, нека создадат еден притисок кон локалната самоуправа, која што треба да ги регулира одредените сегменти, но и кон пазарниот инспекторат, кој што кубури со 120 до 130 вработувања во целата економска сфера. Всушност, толку тоа што го баравме изминатите 4-5 години, сега ни дојде, што велат луѓето на глава, и толку секој може да води, секој може да каже што сака, и никој не сме, и никој не во овој момент не сноси последици на тоа. Факт е дека ние како туристичка дестинација губиме, факт е дека туристичките водичи губат, факт е дека туристичкиот сектор губи. Не може некој странец да ја знае подобро историјата од нас, а исто така не може и некој да кажува тоа невистини на туристите, да создава лоша слика или различна или искривена слика за дестинацијата. Уште едно прашање пред крај на разговорот. Викендов бевте во Охрид. Предпоставувам имавте можност да седнете на кафе или пијачка во некој од рестораните, па ме интересира каков е вашиот впечаток во однос на цените. Соодветствува во однос на квалитетот на понудата и дали нашите домашни туристи ќе може да си дозволат одмор во Охрид, ако постојано потенцираме дека сакаме странци, но сакаме и нашите да ги задржиме овде. Ако можат да дозволат 12 до 15.000 туристи од Македонија кај било кој наш сосед, да ги платат истите цени и да им биде убаво. Но велат понудата е многу подобра. Секогаш не можеме ние да го споредиме езерото со море. Но барем 1 до 2 викенди треба да и вратиме на таков начин на државата. Видиме зошто е тоа така. Ако 2020 година не научи на една лекција, ние многу брзо ја заборавивме. Таа лекција треба повторно да се присетиме и да кажеме дека каменот се тежи највеќе тука, на своето место. Ние каде и додиме ќе се вратиме повторно тука, но треба да се вратиме побогати со знаење, треба да се вратиме побогати со искуство и неколку пати во годината да дадеме шанса на домашните дестинации добро да ги истражиме. Точно е дека не е си идеално, но сепак сме си дома, бидејќи дома си е дома. Ќе анализираме во периодот кој што престои, бидејќи што туку ни почнува сезоната, па ќе видиме дали научивме нешто и дали тоа го спроведовме во пракса. Благодарам господин Јановски за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата.